Ведар и сончев ден денеска во Скопје, но не беше така претходните денови. Евидентно беше загадувањето кое што ќе не следи еве сега со почетокот на грејната сезона и со овие постудени бранови што се нормални за ноември и почетокот на зимскиот период. За еколошките теми, овој пат во студиото на Слободен печат разговараме со нашата гостинка Лилјана Поповска од Зелениот институт. Зелениот институт неодамна беше кај пратениците и тамо им достави измени на законот за урбано зеленило. Урбаното зеленило е она што неповратно се губи цело време во Скопје во текот на оваа бетонизација што ја гледаме. Што содржи предлогот на закон? Да, благодарам за интересот за урбаното зеленило, бидејќи тоа е една извонредно важна тема, токму во насока на одбрана од климатските промени, од загадувањето, недостиг на воздух, премногу бучава и така натаму, и така натаму. Значи, многу функции има урбаното зеленило, поради кој што е главниот бранител на квалитетот на живот на граѓаните во градовите. И ни не достига апсолутно. Значи, бевме токму така ги предадовме измените на законот за урбано зеленило заедно со колеги од експертската група со која што ги работевме тие измени и ги предадовме во рацете на пратениците практично на интерпартиската парламентарна група за заштита на природата против загадувањето и климатските промени. Ова беше втора средба, прв пат бевме уште во септември месец, кога прв пат не примија и дадоа поддршка за измените и во меѓувреме како тим отидовме, ги посетивме сите релевантни институции за да видиме што мислат за измените, предлог измените, дискутиравме отворено, внесовме забелешки и ги дадовме на раце, така да речам, кај пратениците, кај интерпартиската парламентарна група за нивно предавање во собранието, доколку се согласат тие. Каков е интересот? Што? Интересот е нормален, разбирлив, бидејќи тоа е група на пратеници кои што се заинтересирани за заштита на животната средина, така што независно од политичка партија изразија спремност тоа да го сторат. Во меѓувреме само да кажам, ги посетивме, значи, како институција Министерството за животна средина и просторно планирање, заедно и со министерката Каја Шукова, се сретнавме и со екипа од нејзиниот тим, кои што се изразија мошне пофално за измените, дека се номотехнички прецизно формулирани и значат сериозно подобрување на законот. Понатаму се сретнавме со тим од Министерството за транспорт и врски, се сретнавме со првите луѓе, председателката и двајца членови од управен одбор на Комората за овластени архитекти и овластени инженери на Македонија и исто така со првиот човек и соработници од Асоциацијата на архитекти на Македонија. Од сите страни добивме поддршка за измени, дека се потребни измени на законот за урбано зеленило, за да може да се заштити зеленилото и да се унапреди понатаму. Имаше и одредени сугестии, со сите тие вградени сугестии и забелешки, конечно сега законот е во рацете на пратениците, затоа што се заклучи низ сиве овие институции дека тоа е најбрзиот начин со оглед на тоа што се спремаат избори, тоа е најбрзиот начин и најефикасен и со оглед на тоа дека е покажан и деклариран консенсус од различни страни и позиција и опозиција најбрзо и да се донесе. Да, надлежните институции кои што ги консултира дадоа зелено светло. Што конкретно содржи овој закон во однос на законското решение од 2018 година? Содржи неколку подобрувања. Прво, ускладување со закони кои што беа донесени подоцна во следните 5,5 години, затоа што 2018, како што рековте, беше донесен законот за урбано зеленило, но една година подоцна беше донесен нов закон за прекршоци, каде што постои можност за трикратно зголемување на казните кога се работи за прекршување на животната средина и здравјето на граѓаните и ние тоа го внесовме за да бидат сериозни
сериозни казните и за поединци, и за институции. Тоа што не достига цело време и што не се спроведува фактички. И што не се спроведува, значи многу построги казни, три пати зголемување на казните, го применивме тој дел од Законот за прекршоци, понатаму 2020 година беше донесен нов закон за урбанистичко планирање и нов правилник, кои што се клучни за урбанистичко планирање и кои што се оние книги од кои што практично урбанистите според нив работат и усогласување направивме со законот, ги внесовме термините од тој закон и правилник во Законов за урбано зеленило, затоа што кога се носел правилникот не се внесени оние термини кои што постоја во Законот за урбано зеленило и тие практично на некој начин урбаното зеленило терминолошки се губеше во процесот на урбанистичко планирање, ако некој не сакал навистина да најде начин како да ги преведе едните термини во другите, па да го сторел тоа, иако можело. Можело тоа да се стори. Но исто така и усогласување со Законот за градење, каде што практично не се почитува два члена од Законот за урбано зеленило дека не може да се издаде дозвола за градење на локација каде што не е соодветно застапено процент на урбано зеленило. Тоа сакав да ве прашам, каква е во меѓувреме, нели ово е сепак закон кој што е важечки од 2018, каква е во меѓувреме фактичката состојба затоа што се гради забрзано, се градат големи блокови. Катастрофална затоа што законот буквално не се почитува секоја чесна исклучоци и се изигрува. Просто е неверојатна креативноста, би рекла под наводници, на некои урбанисти кои што си црткаат и си наоѓаат начини како да прикажат дека има 20% зеленило на градежна парцела, а всушност го нема. Што се случува? Бидејќи направивме со екипата, со тимот, направивме и анализа на 20 на урбанистички планови низ Скопје, покрај анализа на законската регулатива темелна, и се утврди во анализата на плановите дека дури и во ГУП си дозволил некој да стави на одреден дел од ГУПот 0% зеленило на 1/4, мислам беше, не ме држете за збор, значи на огромен дел од планот да стави 0 зеленило, што е незамисливо. Или, да речеме, во планови, детални урбанистички планови, каде што е ставено 0 зеленило. Или, други изигрувања. Се поднесува еден план во кој што има соодветни проценти зеленило, но потоа, кога се добиваат градежни дозволи, во следните фази ги снемува. Или, една многу интересна работа, многу креативна под наводници, урбанисти и поднесувачи на барање за одобрување градење, но и урбанисти кои што работат во општините си дозволувале да одобрат дека се исполнети 20% зеленило, што е услов од постојниот закон за урбано зеленило, на парцели каде што го сметале зеленило, некое на покривче ставено зеленило, на вертикални фасади, во жардинеричка и слично. А во законот стои само онаму каде што е целосно изградена површината на парцелата, стари згради и така натаму, каде што не можеш ти да ја урнеш зградата за да насадиш зеленило, таму се препорачува, се бара да се направи компензација за намалување на штетите од бетонизација. Но не можеш ти на празна парцела да ја заградиш 100%, да поставиш жардинерички пред влезот и да го броиш. Тоа е, јас велам уште во саксиите домашни, да ни ги бројат од становите и тие во 20% зеленило. Затоа, значи, со овие измени на Законот за урбано зеленило практично го оневозможуваме сето тоа со сериозни казни од една страна и казни и за лицата, првите лица во институциите кои што тотално не го почитуваат законот, нема донесено во меѓувреме речиси ниеден од стратешките и планските документи за урбано зеленило. Ниту стратегија за урбано зеленило поврзана со ГУПот, ниту 3 или 5 годишни планови за урбано зеленило поврзани што треба да бидат со ДУПовите, ниту годишни програми редовни за урбано зеленило, ниту зелен катастар, само Скопје и делумно Велес и Кавадарци
имаат изработено некоја форма на зелен катастар, а зелениот катастар треба да биде основа за урбанистичко клучење, апсолутно за урбанистичко планирање и треба да се поклапи со геодетската основа која што стои во катастарот. И внесовме исто така нови стандарди кои што во светот се применуваат веќе со години. Значи, додека порано беше доволно да има, да се сметаше и според препораки на Светска здравствена организација, 25 метри квадратни зеленило по жител на ниво на град. Сега е тоа изгубено. Сега не е докрајно дел е изгубено, но има надеж. Значи, сега внесуваме нови стандарди. 25 метри квадратни јавно зеленило по жител на ниво на град и 50 метри квадратни по жител на зеленило, вкупно зеленило сметајќи го и јавното и зеленилото во дворовите и на јавните и на приватните објекти, што е возможно затоа што и во правилникот за урбанистичко планирање со големи борби тогаш како екологисти, јас бев тогаш внатре во парламент, соработував со речиси истите практично екологисти кои што со години се залагаат за овие теми и за заштита на зеленилото и успеавме да внесеме редица одредби во Законот за урбано зеленило, меѓутоа не сите се пренесоа во правилникот и ова е затоа една можност да се средат тие работи. И во правилникот дури стои дека препорачливо е 25 метри квадратни зеленило по жител, а може идеално би било, оптимално би било 40 метри квадратни по жител. Така што еве ние предлагаме 50, кои што се и препораки, најнови препораки на Светска здравствена организација. Изголемување од 20 на 30% на градежна парцела зеленило, што е неопходно за да биде потешко за изигрување, како да кажам, и за да се избориме со почитување на тоа да има повеќе зеленило, поздраво живење на луѓето во градовите. Да, тоа би било идеално, меѓутоа еве што се случува, да речеме, со една едноставна ситуација. Рековте дека се смета и зеленилото во приватните дворови, но што правиме со онаа ситуација кога сопствениците на куќа ја продаваат парцелата за изградба на стамбен објект, на објект за колективно домување. Тука е грешка во институциите кои што едноставно понатаму оставаат тој што ќе е собственик на парцелата да прави што сака. А всушност, и според сегашниот закон, и според во иднина, се надевам, подобрениот и зајакнат закон, никој нема право да сече ни во собствен двор. Има процедура, мора да се пријави до градот Скопје, до општина, значи и да се пријави било каква промена за пресадување, за сечење или било какво действие врз зеленилото. И сега ја зголемуваме транспарентноста исто така на постапките и досега беше обврска да помине оваа процедура, меѓутоа на брзина ги правеа некои матни работи луѓето и институциите и кога ќе се исече веќе дрво, веќе е џабе плачење. Меѓутоа, суштината е дека сега внесовме одредби за поголема транспарентност на сите процеси, така што мерата за промена на некоја состојба со некое дрво или дрвја мора да биде јавно објавена на веб страна на локална самоуправа или во околината каде што живеат луѓето, за да можат луѓето да реагираат, да видат дека е се по процедура, па кога ќе помине рок на жалби, дури тогаш евентуално да постапат доколку е тоа оправдано. Така што таа јавност успеавме да ја внесеме уште во Законот за урбанистичко планирање пред 2020 година и затоа сега буквално истите тие формулации ги внесуваме и во Законот за урбано зеленило, затоа што кога се носеше се немаше уште разбирање и свест дека вакво нешто е едноставно неопходно. Имаме впечаток дека затајуваат инспекцијските служби. Значи имаме општински инспектори, имаме на ниво, да речеме, на град Скопје и државен инспекторат за животна средина и покрај овие институции кои имаат своји надлежности, сепак нас ни се случува бетонизација или урбана мафија да премногу да гради, иако, да речеме, од друга страна и официјално во Скопје има и премногу станови, меѓутоа градењето на стамбени и деловни објекти не престанува. Значи, каде се тука инспекторите?
тоа е се регулирано, меѓутоа на терен сепак никнуваат и дивоградби и не се почитуваат одредбите од овие закони од оваа Во сфера. Македонија фалат инспектори. По сите области, кога зборуваме за градење и за урбанизам, тука би требало инспекторатот за градежништво и урбанизам да постапи. Меѓутоа, ако зборуваме за делот на загрозување на зеленилото, би требало комуналните инспектори, бидејќи тие се оние кои што на терен се задолжени, тоа е локална надлежност и тоа е во нивна надлежност. Меѓутоа, воопшто фалат инспектори од сите области во Македонија и уште повеќе фали координација помеѓу инспекторите на различните нивоа. Се изигрува некаде од незнаење, некаде од слаба координација, слабо раководење со институции, незнаење како тоа да се направи, а многу често и многу свесно и тука да не заборавиме секако дека ја има и корупцијата за која што не подсетуваат, секако тука исто така лежат многу игри кои што се незаконски. Така, еве да го споменам и последниот голем инцидент што се случи во Скопје, тоа е кога во селото Орман на приватен имот се појави опасна отпадна материја од фабрика во Пробиштип. Нели сега тука има многу отворени прашања, а останува и отворено и прашањето со како надлежните ќе се справат. Значи веќе месец дена останува тој отпад. Значи тука има предпоставувам и законски метали има во значи во опасност е загадувањето на реката Лепенец, подземните води. Меѓутоа како кој затаи во овој случај, бидејќи станува збор за опасен отпад кој што се транспортираше од многу далеку и тоа во Скопје? Па добро укажувате дека повторно е тука работата на инспекторите и на координацијата помеѓу инспекторите општински за животна средина на локално ниво и инспекторите на државно ниво. И тие се многу дефицитарни. Во општините има по еден или по ниеден инспектор за животна средина, па некои општини се договараат еден инспектор за животна средина да покрива неколку општини. Можете да замислите колку може тој еден инспектор со најдобра волја да обиколи. Од друга страна, во Државниот инспекторат за животна средина има броено десетина вкупно или 15-тина беа, зависи кој сега отишол во пензија. Не може да постигнат, пошто има многу критични точки. Апсолутно. И тоа е практично во стартот е нереално поставено и токму затоа пред 3 години се приде кон носење на законот за инспекцијски надзор во животната средина. Имав можност да учествувам во правењето на тој закон како човек од Зелен институт во рамките на големата кампања на Институтот за комуникацијски студии Разбистри се, што беше со поддршка од британската влада. Тоа беше, многу пати кажувам, еден навистина извонреден проект, кој што не само што направи анализа на неколку клучни закони, туку и сериозно ги промени, ги подобри, ги унапреди. Законите беше законот за минерални суровини, за води и се изработи законот за инспекцијски надзор во животната средина, кој што беше заборавен. И тогаш се направи работата одеше преку неколку центри. Еден беше тим експертски што го обезбеди ИКС, значи во рамките на кампањата, друг беше тим експертски од Министерството за животна средина и трето екипата од самиот Државен инспекторат за животна средина. Тогаш беше директорка, знаете, Ана Петровска, која што на еден брилјантен начин го водеше со многу дигнитет и стручност, и во таа фантастична соработка на стручни луѓе од институциите и од граѓанскиот сектор, од научните институции, практично се изгради овој закон и го имаме. И во тој закон главната суштина беше координација помеѓу локалните и државните инспектори. Но тоа не се применува, затоа што вие треба да имате здрави фигури на разни клучни места за да може тоа да се искоординира, и многу и го поздравувам
оценувам заложбата на министерката Каја Шукова, која што во моментот кога дојде тоа до неа, она превзеде редица чекори и гледаме дека на некој начин се превземаат мерки. Меѓутоа, претходно затаила координацијата на локално и на државно ниво. Велам, тоа не е лесно, меѓутоа со овој мал број инспектори понекогаш речи си невозможно. Значи, државата генерално не треба да чека дали ќе се најде посветен министер на некоја работа или директор на некоја институција. Државата треба да создаде услови кој да може да работи, да функционира во своите институции, значи да има доволно буџет. Недоволен е буџетот што го имаат и Министерството, и Државниот инспекторат, и други институции. Едноставно, мора да се вработат с онолку инспектори, колку што е потребно и на локално и на државно ниво, и да се обезбеди нивна соодветна координација. Законот го возможува тоа, а ќе беше уште подобро доколку се прифатеа уште неколку амандмани кои што како работна група ги предлагавме за детализирање на оваа соработка на државно и на локално ниво. Но и во овие рамки таа можност постои и треба да се инсистира на таа координација. Затоа што, извинете, тешките метали, зошто е оваа фама се крена со право? Затоа што на тие купишта 500 тони или колку има таму тони отпад, во тој отпад практично има тешки метали, се докажаа, нели, олово, кадмиум и други. Опасноста е и од развејување и дишење, вдишување на тешките метали, а и подземните води кои што со дождот се пренесуваат од храната која што таму се и така натаму, но добро е што е откриено, нека ни биде едно укажување подитно тоа да се расчисти, меѓутоа и да се преора цела земја. Има веројатно и други вакви заборавени или невидени или нелоцирани официјално депонии од различен вид. Да, за крај на овој разговор сакав да ве прашам колку постојат многу здруженија, невладини организации кои што ги третираат еколошките теми, дури и тие учествуваа, нели, во креирањето на овие измени заедно со Зелениот институт. Сакам да нотирам дека всушност нивните имињата на некои од овие здруженија ги посочуваат клучните, горливите точки што постојат во главниот град, например Зелените од Газибаба, борба за влае, за расадник на можности, значи самите во одбрана на Буњаковец, тоа се тие... Токму така, Зелен хуман град, одвоена иницијатива, Пржино и така, токму ги спомнавте, тоа се заинтересираните тие ги мапира критичните точки. Со нив работувавме, токму така. Меѓутоа, ова се... Кој ги слуша нивните? Тие се вклучени во работното тело практично. Тие беа покрај институциите што беа поканети да учествуваат во работното тело за измените. Исто така, сиве овие иницијативи кои што со години работат на овој план беа повикани и се вклучија во сугестии, во читање и толкување на овие закони и дадоа многу добри сугестии. Да, меѓутоа велите во конструкцијата на овие вакви проекти, законски проекти, меѓутоа на теренот излегува конкретно за она што се случува во Влаа или во општина Карпош, дека нивниот глас не се слуша. Се слуша, но колку се послушува. Знаете, тоа е работата. Но има еден тренд кога, како да речам, уште е тоа парцијално, во поединечни институции зависи, пак велам, од првите луѓе во институциите, каде што кој има да слуша, кој знае да слуша, тој отворено слуша и прифаќа. Така што дел од тие заложби се прифатени, затоа спомнав, Законот за урбанистичко планирање беше работен со една голема борба, токму сите овие што ги набројавте беа и тогаш вклучени со сугестии за амандмани и успеавме да се избориме најголем дел од тие амандмани да се применат. Меѓутоа, после доаѓаме до оној другиот дел, во институциите, реализацијата, казнувањето, почитување, непочитување, изигрување на закон
законите. Нам ни треба едно здраво зајакнување на институциите, да си ги почитуваме законите и ако видиме дека нешто фали во законот, самите институции да инсистираат да си го поправат. А сигурна сум дека забележале дека многу работи се неусогласени. Господја Поповска, јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека ги загатнавме нешто од она што е потребно за решавање на еколошките проблеми што постојат во државава. Јас се надевам дека, како што сите изразија досега спремност дека овие законски измени ќе ги поддржат, верувам дека така ќе биде и низ процесов, само да не ни снема време, работиве со парламентов брзо некако одат, да се само тоа очекувам што поскоро да влезе во процедура за да може да стане ефективен закон и да може навистина по него да се применува, да. Ви благодарам. Во продолжение, останете со нас, во продолжение следува уште една репортажа од Старата Скопска чаршија, која што ја подготви колешката Агнеса Чаволи и снимателот Методи Здравев.